Зошто австралиската надворешна политика кон Македонија треба да се ресетира? Тековната посета на Австралија на неискусниот министер за надворешни работи на Македонија, Тимчо Муцунски, од 6 до 13 февруари 2025 година, е одлична можност да се разгледаат и ресетираат односите од австралиска перспектива. Тажната реалност е дека австралиската надворешна политика не е под лупа намерно од поширокото австралиско гласачко тело веќе еден долг период, особено ако има двопартиска поддршка за неа. Тоа е случај со австралиската надворешна политика кон Палестина, каде формулата за формирање на две држави, Израел и Палестина, се промовира во надворешната политика од 1948 година. Реалноста е дека решението за две држави им овозможува на новите деспоти во САД, Израел и Австралија да продолжат со иста катастрофална надворешна политика, иако истата е длабоко геноцидна и несоодветна од 1948 година. Слично на тоа, надворешната политика на Австралија кон Македонија е киднапирана со лажни наративи, фалсификувана историја во дослух со империалистичките доселенички колониалистички режими. Конкретно, Обединетото кралство, САД и Европската унија играат своја политика преку неофашистите во Грција, Бугарија, Албанија, кои ја украдоа македонската земја, култура, историја и идентитет без согласност на домородниот македонски народ. Западните владеачки класи и неоимпериалистите водат долга и софистицирана хибридна војна против македонскиот народ, откако земјата беше брутално колонизирана и поделена во 1913 година. Западните хибридни агресори еволуираа, исфрлајќи ја употребата на воена сила, воведувајќи хибридни методи на подмолен напад врз македонскиот идентитет, срца и умови. Македонците беа изложени на бранови пропаганда дека немаат друга алтернатива, освен да бидат послушни робови на САД и ЕУ. Хибридните агресори користат цела палета на политички, дипломатски и економски средства врз Македонија. САД, НАТО и ЕУ функционираат преку инсталирање хибридни режими и локални институции. Во 2016 година САД и Европската унија започнаа обоена револуција во Република Македонија, за да ја заменат конзервативната влада предводена од Груевски со развратните социјалдемократи. Во 2018 година Трамп и неговиот развратен државен секретар Помпео беа клучни во потпишувањето на ужасниот договор од Преспа, кој е насочен против демократска и слободоумна Република Македонија. На деспотите во Вашингтон и Брисел очигледно не им е грижа за вистината, доказите, слободата, етиката, демократијата и човековите права. Кога социјалдемократите во Македонија во пракса го испорачаа договорот од Преспа, новите деспоти на Запад решија да го инсталираат сегашниот режим на чело со премиерот Мицкоски. А ЦИА го поддржа министерот за надворешни работи Муцунски. Во меѓувреме австралиските политички елити ја покажаа својата усогласеност со надворешната политика на САД и ЕУ кон Македонија. Во 2018 година австралиската министерка за надворешни работи Џули Бишоп ја искористи својата посета на Македонија за Преспанскиот договор да го нарече историски договор без воопшто да го прочита злобниот документ. Слично на тоа, ваквата ароганција на широко ја практикува и австралијанската влада на чело со премиерот Албанези, која го поддржи хибридниот режим во Република Македонија, како и хибридните надворешни политики на Вашингтон и Брисел. Од осамостојувањето во 1991 година, македонскиот народ ги користи изборите за заштита и унапредување на своите национални и меѓународни интереси. Во 2024 година, Македонија ги отфрли социјалдемократите во корист на конзервативната влада. Тажната реалност е дека се излажаа дека новата влада ќе го поништи договорот од Преспа како минимум. Хибридната војна врз македонскиот народ продолжува и е поддржана од Трамп
и геополитичкото џудже Европската унија. Најголемите политички партии во Австралија се повеќе заинтересирани да ги задоволат геополитичките и геоекономските интереси на еднополарниот светски неред, отколку да и помогнат на Македонија. Ова е неетичко и неодржливо. Владата на Австралија назначи длабоко неуки и неискусни новоизбрани пратеници да се занимаваат со режимот во Македонија преку Австралиската македонска парламентарна група. Австралиските членови на парламентарната група се повеќе заинтересирани за прошетки во странство, можности за фотографирање, социјални медиуми, отколку за вистински унапредување на австралиско-македонските односи. Немаат стратешки план, финансирање или јасни приоритети. Фактот што тие не успеваат да се вклучат во информираната и брзо растечката австралиска-македонска диаспора ќе има значителни изборни последици. Слично на тоа, македонската влада и парламентот немаат јасна визија или капацитет да ги унапредат многу важните билатерални односи. Во говорите ја препознаваат важноста на австралиската македонска диаспора како мост меѓу двете земји. Во пракса, тие не се подготвени да инвестираат во одржливи односи на институционално и ниво на заедницата. Македонската диаспора беше практично обесправена од вклучување во демократскиот процес по 2024 година преку смешни барања како да се има валиден пасош со нелегалната и навредлива Северна Македонија на неа. Актуелниот шеф на македонската дипломатија се школувал во Канада. Тој тврди дека е конзервативен, но очигледно е фасциниран од трудо. Амбасадата на САД и ЦИА се чини дека се негов главен приоритет, а не македонскиот народ во земјата и диаспората. Заради учтивост, побарав од кабинетот на македонскиот министер за надворешни работи да објасни која е целта на неговата посета на Австралија, со кого ќе се сретне, кога и каде, но кабинетот на министерот избегнува да се занимава со 99% од македонската диаспора кои одбиваат да се распродаваат надвор од земјата за политичка и економска моќ. Поставив слични прашања на австралиските федерални пратеници и сенатори да ја објаснат и оправдаат актуелната надворешна политика на Македонија и посетата. Ние го одбиваме името Северна Македонија, иако истото е прифатено од новите домашни сервилни деспоти. Наместо без алтернативно да вергламе НАТО, ЕУ, ние можеме да соработуваме и да развиеме нова безбедносна и развојна архитектура фокусирана на БРИКС, плюс. Наместо постојани војни и хибридни војни едни против други, ни треба мир, слобода и ослободување од новите деспоти и хегемони навсекаде. Со ново ресетирање на надворешната политика, Австралија и Македонија можат да го предводат патот кон слободата.